Поштувани дами и господа, браќа и сестри, македонци, мелничани, мелничанки, еве веќе неколку години доаѓаме во Мелница и навистина ми представува особена чест и задоволство кога ќе видам толку многу луѓе собрани под пазувите на Солунска глава, каде што се зборува, како што кажа и председателот Еки Етовски, најчистиот македонски јазик. Јазикот е она што не сврзува, без македонскиот јазик ќе се изгубиме низ светот и затоа апелирам секаде каде што можете да зборувате македонски јазик, најпрви во вашите фамилии, така ќе го пренесете коренот од каде што потекнувате. Навистина, ова што го прават мелничани е пример секаде каде што има диаспора македонска и од каде што потекнува треба да се прават вакви манифестации. Од името на агенцијата и од името на владата на Република Македонија сакам на Макмел Бургдорф да им го честитам големиот юбилеј, 30 години постоење на една организација во Конфедерацијата Швајцарија е навистина прекрасен юбилеј и се надевам дека уште многу години ќе постоите, но да не заборавиме, Македонија е отворена за вас, македонските порти се отворени и кога и да се вратите во вашите родни места, во Република Македонија, ние како агенција и како влада ви стоиме на располагање за сите ваши проблеми. Знаеме дека има многу проблеми кога сакате да се вратите, но ние не се откажуваме од вас. Сме посветени на вас и сакаме соработката со диаспората надвор од Република Македонија да биде на многу повисоко ниво. Деновите гледате, се бориме да можеме да гласате или електронски или по патна пошта и се надевам дека тоа ќе го успееме. Не само да ги користиме вашите дознаки кои ги праќате кон вашите фамилии, туку да учествувате и во политичкиот и во општествениот живот на оваа земја. Ви го честитам ова голем јубилеј, 30 години, оваа четврта мелничка средба. Ви благодарам што ја негувате традицијата, што го негувате македонскиот јазик, фолклорот кој е специфичен за овој простор на Централна Македонија и се надевам дека уште многу години ќе се ве гледаме. Ви благодарам и посакувам среќна и успешна вечер. Се надевам дека Господ ќе не спаси, нема да има дожд ова вечер.